Молитвена седмица за млади. Проповед 3. Справување со осаменоста во градот. Јован 16:32. Еве, иде часот и веќе дојде, за да се разбегате секој на своја страна и да ме оставите мене сам. Но сепак, не сум сам, зашто татко ми е со мене. Вовед. Осаменоста на градовите станува се поголем проблем насекаде во светот. Со трендот на урбанизација и со промените во семејната динамика, многу луѓе ги следи длабоко чувство на осаменост. Во последните децении градското население постојано расте низ целиот свет. Од 2020 година, според податоците на ООН, над 55% од светската популација живеела во градови и се очекува тој тренд да продолжи. Иронично, и покрај големата густина на населеноста на луѓето во градовите, значителен дел од населението доживува осаменост. Истражувањето на Американскиот Црвен крст покажа дека над 20% од возрастните во Соединетите држави често или секогаш се чувствуваат осамени. Осаменоста не е рамномерно распределена и подлабоко влијае на одредени општествени групи. Постарите, новодојдените во градот, во потрага по можности, работохоличарите или оние на многу тешки работни места често го носат товарот на многу изразена осаменост. Осаменоста не е само физичка изолација. Засегнатите луѓе од осаменост исто така се чувствуваат исклучени и изолирани од другите, што може да доведе до сериозни проблеми како што се депресија, анксиозност и ниска самодоверба. Развој. Број 1. Проблем на осаменоста. Осаменоста е нешто што сите сме го доживеале во одреден момент од животот, зар не? Тоа е на чувство на тегоба во стомакот кога некој кој ви е мил е далеку или кога верувате дека никој не се грижи за вас. Но важно е да се разбере дека да се биде сам не е исто со тоа да се чувствува притисок на осаменоста. Понекогаш е во ред да си сам. Дори и Исус се повлекол на мирни места за да се моли или да поминува време со своите пријатели. Матеј 14:13, Марко 1:35, Марко 6:31. Некои луѓе поминуваат многу време сами, но не се чувствуваат осамено. Например, научник кој се занимава со истражување или уметник кој го создава своето ремек дело, може да бидат сами, но не се чувствуваат осамено. Да се биде осамен, тоа е нешто повеќе од физичка состојба. Оние моменти кога одлучувате да бидете сами во текот на одреден временски период. Чувството на осаменост е многу повеќе емоционално искуство. Тоа е кога се чувствувате неповрзани, изолирани или пропуштате значајна врска со некој друг. Понекогаш тоа што сте сами може да направи да се чувствувате добро, например, кога ви треба време да размислите за нешто или да се помолите насамо. Од друга страна, осаменоста обично значи дека се чувствувате лошо. Тоа може да биде придружено со тажни настани како што се губење на саканата личност, развод, тешка болест или проблеми како што е невработеноста. Сите ние можеме да искусиме осаменост во одреден момент во нашиот живот, бидејќи на сите ни требаат односи со другите луѓе, а понекогаш тие односи се распаѓаат или завршуваат. Кога се чувствуваме сами, по некое болно искуство, тогаш навистина ни треба поддршка од личност на која можеме да се потпреме. 2. Лек за осаменост. Прашањето за осаменоста повеќе пати се спомнува во Библијата. Дали знаевте дека зборот сам се појавува околу 118 пати во Библијата, но дека ретко значи доживување на чувство на осаменост? Еве уште еден интересен факт. Зборот осаменост го немаше своето денешно значењето неодамна во овој век, а не се појавуваше во ниту еден голем речник се до Втората светска војна. Со други зборови, концептот на чувство на осаменост како ментална состојба е релативно нова. Кога ја проучуваме Библијата, наоѓаме една клучна точка на самиот почеток. Бог никогаш не сакал луѓето да живеат сами. Откако го создал светот за 7 дена, во извештајот пишува: и Бог виде се што направи и ете беше многу добро. Меѓутоа, има еден детаљ што Бог не го сметал за добар. И Господ Бог рече: не е добро човекот да биде сам. Ќе му направам помошник соодветен нему. 1 Мојсеева 2:18. Ако обрнеме подобро внимание на извештајот во 1 Мојсеева 1 глава,
ќе забележиме дека животните биле создадени во групи и во множина. Има птици, 1 Мојсеева 1.19, риби, 1 Мојсеева 1.21 и животни, 1 Мојсеева 1.25. Но човекот е создаден сам, 1 Мојсеева 1.26. Меѓутоа Божиот план не бил да живее така за секогаш. Бог знаел дека осаменоста не е добра за нас, па затоа решил да создаде соодветен придружник за Адам. Така во 1 Мојсеева 2 глава 22 стих Библијата ни кажува дека Бог ја создал жената од машко ребро. Тогаш Бог ги благослови и им заповеда: плодете се и множете се и наполнете ја земјата. 1 Мојсеева 1, 27 до 28. Како што можете да видите, осаменоста не била дел од првобитниот Божји план за човештвото. Ние сме социјални суштества. Создадени сме да комуницираме со Бога и со другите. Ние сме родени со вродена способност да создаваме социјални врски. И тие социјални врски со нашиот Творец и другите луѓе се од суштинско значење за нашиот опстанок. Меѓутоа, гревот го нарушил тој план и сега се чувствуваме осамено и одвоено од Бога и од другите. Според тоа, кога зборуваме за осаменоста, треба да разбереме дека таа влијае на нас на две значајни нивоа. Прво, на духовно ниво. Почетното ниво на осаменост што луѓето го доживуваат е духовната осаменост. Како што спомнавме претходно, Бог не создал за заедништво со Него, но за жал, многу луѓе живеат отуѓени од Бога и се чувствуваат духовно осамени. Затоа и покрај тоа што се обкружени со луѓе и имаат се што сакаат, тие се чувствуваат осамено. Тие не сваќаат дека ниту парите, ниту целиот имот што го поседуваат не може да ја пополна таа празнина во нивниот живот. Духовната осаменост може да се пополни само преку лична врска со Бога. Кога имате заедница со Бога, може да бидете физички сами, но нема да се чувствувате осамено. Да се сетиме на Јосифовиот случај. Тој бил продаден како роб, одвоен од семејството и пријателите, одведен на непознато место каде што не го разбирал јазикот, ниту ги разбирал обичаите. Накратко, тој бил сосема сам во човечка смисла. Но Библијата вели: и Господ беше со Јосиф, та затоа беше среќен. 1 Мојсеева 39 глава 2 стих. Иако бил сам, не бил осамен. Исто така Исус во последните денови од својот земен живот бил напуштен од неговите пријатели. Како Јосиф, и тој бил продаден по цена за еден роб. Го напуштале речиси сите што го следале. Во еден момент Исус рекол: ете иде часот и веќе настапува, да се разбегате секој кај своите, а мене сам да ме оставите, но јас не сум сам, бидејќи Отецот е со мене. Јован 16 глава 32 стих. Каква сурова реалност, зар не? Потоа, тука е апостол Павле, кој исто така во неволја се нашол сам. Тој рекол: при мојата прва одбрана никого немаше кај мене, сите ме оставија. 2 Тимотеј 4 глава 16 стих. Замислете како се чувствува овој шампион на вистината. Оној кој основал многу цркви, им проповедал на многумина и ги научил многу работи. Во најтемниот час се чувствуваше сам. Но тој можеше да напише: но Господ беше со мене и ме закрепна. 2 Тимотеј 4.17. Павле, иако физички сам, никогаш не бил осамен. Како Јосиф, Исус и Павле, и вие можете да имате посебно цврсто заедништво со Бога. Можете да живеете и да одите секој ден во Негово присуство. Ако имате таа заедница, ќе уживате во Неговото друштво на таков начин што дури и да се најдете сами во одредени ситуации, никогаш нема да се чувствувате сами. Второ, осаменоста е поврзана со човечките односи. Ние го нарекуваме осаменост во односите. Иако Адам на почетокот имал совршена заедница со Бога, сепак чувствувал потреба за друштво на други човечки суштества. Бог не ја игнорирал, ниту ја намалил таа потреба. Наместо тоа, тој создал некого да ја исполни. Бог знае дека нам како луѓе ни треба друштво. Осаменоста е како сигнал за предупредување, исто како што гладот ви кажува дека ви е потребна храна, осаменоста ви кажува дека ви е потребно друштво. Осаменоста во односите се лечи само со градење цврсти врски со другите. И знаете што? Постои место каде што може да го остварите тоа.
Се разбира, тоа можете да го изградите во вашето семејство, на работа, на училиште или во групи за поддршка. Но еден од најдобрите начини е во рамки на црквата. Тоа објаснам нешто пред да продолжам. Кога Библијата зборува за црквата, тоа не се однесува на зграда, туку на група верници спасени со благодата на Исуса Христа. 1 Петрова 2.9. Значи, кога ќе испитаме што кажува Библијата за црквата во Новиот Завет, забележуваме дека тоа е заедница на христијани кои се грижат едни за други. Се сакаат меѓусебно, си укажуваат гостопримство еден на друг, се дочекуваат со добре дојде еден со друг, се служат едни на други, се поучуваат едни со други, се простуваат едни на други, се поддржуваат едни со други и меѓусебно си помагаат на многу начини. Накратко, тие се тим кој секогаш е готов да ги поддржи оние кои му припаѓаат. Заклучок. Накратко, Бог не сака да се чувствувате осамено. Можете да се поврзате со Него и со другите и на тој начин никогаш нема да се чувствувате сами. За време на едно од нашите собори меѓу нас влезе една млада жена која со години се бореше со депресија и анксиозност. Имаше многу малку пријатели и поголемиот дел од времето го поминуваше сама во својот стан. Едва излегуваше, само до работното место и до најблиската продавница да купи неопходни работи. Ни кажа дека животот е бесмислен лавиринт, а дека осаменоста е нејзин постојан придружник. Меѓутоа еден ден, преку колешката на работа, добила повик да присуствува на една од нашите црковни служби. Отпровен се оправдувала неколку пати, но нејзината пријателка толку многу инсистирала што на крајот рекла: "Па ќе одам само еднаш да пробам." И така една сабота дојде во црквата и го помина речиси целиот ден со нас. Учествуваше во вкусниот ручек, а по плане излезе со група верници за да им обезбеди храна на оние на кои им било потребно. Според нејзините зборови, тој ден бил нешто посебно за неа. Поминаа многу години од како се чувствувала толку добре дојдена. Следната седмица решила повторно да дојде. Младите ја повикале на дружење во еден од нивните домови, а таа ја прифатила поканата. Она што го видела ја изненадило. Луѓето уживале во животот на здрав начин, без потреба од алкохол или дрога. Не можеше да поверува дека такво нешто постои. Таа се чувствуваше прифатена и ценета. Уште повеќе, таа почна секој ден да добива SMS пораки со инспиративни библиски стихови. Група девојки ја вклучија во нивните посебни молитви. Може да се каже дека буквално немаше време да се чувствува самена. 6 месеци по незината прва посета таа реши да се крсти. Пред крштевањето, таа го сподели своето сведоштво и рече дека љубовта што ја добила од децата, младите и возрастните во црквата и помогнала да ја надмина осаменоста. Денес таа е потполно слободна. Целосно ги напуштила навиките за пушење и пиење, но што е најважно, ужива во посебна заедница со Бога и со другите. Затоа, млади луѓе, го споделувам ова искуство за да знаете дека има многу луѓе во градот кои се чувствуваат исто толку осамени како оваа млада дама пред да најде на нашата црква. Тие можеби се борат со депресија и анксиозност. По вистинското пријателство може да направи значителна разлика во нивниот живот. Тоа е повик да ги побарате оние кои се чувствуваат осамено, да им подадете рака и да им ја покажете љубовта и радоста што сте ги нашле во Исуса. Никогаш не знаете колка во влијание и впечаток може да оставите врз нечиј живот. Дали сте подготвени да го прифатите овој предизвик? Да го направиме нашиот град помалку осамено место за сите. Заедно можеме да направиме разлика.